Полека стигнува третиот бран на COVID-19 во Прилеп, попушта огромниот притисок кој што го имаше здравствениот систем веќе подолг период наназад, каде поради големата бројка на заразени во Прилепската болница функционираа 6 ковид оддели заедно со новата модуларна болница. Само минатата недела беа хоспитализирани близу 150 пациенти. Според последните податоци, оваа недела бројот на хоспитализирани за разлика од минатата се намалил за 15%, а бројот на новоинфицирани граѓани се намалил за 17%. Имаме благо опаѓање на пациентите кои што се наоѓаат на кислородна поддршка, но се надеваме дека ќе оди и тој број на намалување во еден зголемен тренд. Бројот на пациенти во дневната амбуланта исто така се намалува. Пациентите на дневна болница кои што доаѓаат исто така се нивниот број е намален. Според надлежните ова се должело на зголемениот полициски час, вакцинацијата на здравствениот персонал и тоа што голем дел граѓани во Прилеп веќе го имаат прележана COVID-19. Крајот на летото или почетокот на есента очекуваме заедно со голем број на прележани пациенти и голем број на вакцинирани пациенти што ќе следува во наредните 3-4 месеци, така да очекувам тој колективен, така наречен имунитет да го имаме во нашиот град. На есен или доцна есента може би се очекува пак некој, така наречен нов бран, али убеден сум дека тој ќе биде многу помал од претходниот и од сегашниот. Но нејасно е зошто и покрај огромниот број на заболени од COVID-19, државата не го стави Прилеп помеѓу 6 градови, каде што ќе започне масовна вакцинација со кинеската вакцина кон крајот на овој или почетокот на идниот месец. Од тек сме со преговори со Министерството и се надеваме, очекуваме дека ќе стане следен вакцинален пункт за граѓани под 70 години, заради тоа што овој веќе е актуелен пункт за граѓани над 73 години. Инаку во овој момент во Прилеп во тек имунизацијата на граѓани постари од 73 години. Досега се вакцинирале околу 800 граѓани, а во текот на еден ден од 60 пријавени се вакцинирале по околу 50 лица.